Кратки најави за денешниот дневник. Со грандиозен концерт на светски познатиот виолинист Џулијан Рахлин ќе биде отворено 64-тото Охридско лето. 29 поранешни пратеници ќе земаат апанажа уште една година, меѓу нив и двајца од Охрид. Инсталирани фотонапонски панели на струшка нефрологија, една од најважните активности на Центарот за развој на југозападниот плански регион. Охридски ферплеј, шампиони во детската лига на Фудбалската федерација на Македонија. Банкноти со ликот на кралот Чарлс од денес во оптек во Велика Британија. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес превладуваше претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 25 степени Целзиусови. Во четврток локално во северните предели на Европа, како и во централна и источна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и грамотевици и локално со појава на невреме. Во останатите делови од Европа ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе биде претежно сончево и топло со појава на локална облачност. Во источните и јужните предели нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Максималните температури ќе се движат во интервал од 25 до 32 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во попладневните часови локално во крајните северозападни, западни и јужни предели на земјава ќе има минимални услови за развој на нестабилност која може да услови локални врнежи од дожд и грамотевици со услови за појава на невреме. Минималните температури ќе се движат во интервал од 8 до 18 степени, додека пак максималните дневни температури утре во Македонија ќе достигнат од 22 до 34 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 27 степени. Во Охрид во петок и сабота ќе превладува сончево и топло време. Утринската температура од 13, односно 14 степени, додека пак максималната дневна температура ќе достигне до 29, односно до 30 степени. Во недела сончево и многу топло време. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе се искачи до 31 степен Целзиусов. УВ индексот ќе има вредност 8. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Со грандиозен концерт на светски познатиот виолинист од Литванија Џулијан Рахлин, на 12 јули на Античкиот театар во Охрид ќе биде отворено годинешното 64-то издание на фестивалот Охридско лето. Славниот виолинист и диригент ќе настапи заедно со оркестарот на Македонската филхармонија, соопшти на денешната пресконференција директорката Наташа Поповик, објавувајќи ја и богатата фестивалска програма за ова издание. Светскиот виртуоз на виолина Џулијан Рахлин ќе го отвори 64-тото издание на фестивалот Охридско лето. Станува збор за еден од највозбудливите и најпочитуваните виолинисти, која магипсува публиката низ целиот свет, со неговиот исклучително богат звук, безпрекорна изведба и маестрална интерпретација. Славниот виолинист и диригент ќе настапи заедно со оркестарот на Македонската филхармонија. Од 12 јули до 20 август на отворените сцени Антички театар, Долни Сарај, тука, предворје на Света Софија, како и црквата Света Софија и Центарот за култура, ќе пречекаме над 800 уметници од 24 земји. Србија, Литванија, Словенија, Германија, Австрија, Велика Британија, Италија, Јапонија, Чешка, Венецуела, Бразил, Шпанија, Црна Гора, САД, Хрватска, Словачка, Романија, Грција, Кина, Полска, Франција, Белгија и секако уметници од нашата држава. Уметничката програма годинава на охридските сцени ќе донесе 36 неповторливи доживувања, од кои најголемиот дел од областа на класичната музика, 6 театарски креации и по една изложба и промоција на книга. И се трудам да ги следам реакциите на публиката и моите собствени впечатоци, да дојдам до заклучок што недостасува, што би можело да се промени, додаде или одземе. Оваа година, 64-тото издание на фестивалот, на публиката ќе донесе исклучителна можност да го слушне еден од најпознатите светски виолинисти, Џулијан Рахлин. Уште поинтересно е што тој ќе настапи како диригент и виолинист на самото отварање, заедно со оркестарот на Македонската филхармонија. Исто така како селектор на музичката програма, но пред се како диригент. Сум многу среќна што Македонската филхармонија ќе настапи на отворањето на фестивалот Охридско лето после подолго време, токму во годината кога институцијата одбележува 80 години од нејзиното постоење. Првата премиера на Охридско лето ќе се случи на 22.7. со представата Галеб на Битолскиот народен театар во режија на Багријана Попов. Тоа е уште една представа во која што главниот лик е нормално женски. После ова следува премиерата на Шекспировата Крал Лир, која што ќе се случи на 28 јули во продукција на Лит Мултијатар Компани од Санта Барбара, Калифорнија, а во копродукција со Финска, Ерменија, Македонија и представата е режирана од Џон Блондел. Организаторите ветуваат 40 незаборавни фестивалски денови и на 64-тото издание фестивалот Охридско лето добива силна поддршка од амбасадите на странските земји. Инсталирани фотонапонски панели на струшката нефрологија со цел намалување на трошоците за електрична енергија, а истовремено и намалување на загадувањето на животната средина. Центарот за развој на Југозападниот плански регион во рамките на проектот Реконструкција на јавната здравствена установа Нефрологија Струга и креирање на услови за здравствен туризам во Југозападниот плански регион на 27 мај оваа година ја реализираше една од најважните активности од проектот, а тоа е инсталација на фотонапонски панели од 40 киловати за јавната здравствена установа Нефрологија Струга. Со оваа активност на оваа здравствена институција ќе се овозможи намалување на трошоците за електрична енергија, а истовремено и намалување на загадувањето на животната средина. Со проектот се поставени соларни панели на кровот на објектот и тоа 72 панели од по 550 вати како и инвертер со снага од 40 киловати. Проектот е поддржан од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка, Министерството за локална самоуправа, како и кофинансирање од страна на јавната здравствена установа Нефрологија Струга. Вредноста на проектот изнесува 1,4 милиони денари, информираат од Центарот за развој на Југозападниот плански регион. 29 поранешни пратеници ќе земаат апанажа. Најголемиот број од пратениците на кои им е одобрено барање за апанажа се од сега опозицијската партија СДСМ,
меѓу кои поранешните пратеници од Охрид, Жаклина Лазаревска и Лазе Таневски, кои 12 месеци ќе продолжат да земаат плата од државата. На 29 пратеници од минатиот состав досега Собраниската комисија за прашања на изборите и именувањата им го прифатила барањето за апанажа. Единствено пратеникот на левица Борислав Крвов гласал против доделување на апанажите. Согласно законските одредби, апанажата е во висина на платата на пратениците и ја исплаќа собранието, односно организацијата во која лицето ја вршело функцијата. Од списокот на пратеници на кои им е одобрено барање за апанажа може да се забележи дека најголемиот број од пратениците се од сега опозицијската партија СДСМ, меѓу кои поранешните пратеници од Охрид Жаклина Лазаревска и Лазе Таневски, кои 12 месеци ќе продолжат да земаат плата од државата. Најголемиот дел од пратениците побарале апанажа во траење од 1 година, а само тројца побарале апанажа за помал период и тоа за 9, 6 и 2 месеци. Поднесени се и други барања за апанажа што се разгледуваат, информираше председателот на комисијата Ѓорѓија Сајковски. Според информациите од собранието, 57 пратеници од минатиот состав имаат право на апанажа бидејќи не се веќе дел од новиот состав. Рокот за поднесување барања на апанажа започна на денот на верификацијата на мандатите на членовите на новиот парламентарен состав, а завршува на 28 јуни. Пратеничката нето плата во Македонското собрание изнесува околу 109.000 денари без пресметани додатоци. Индексот на цените на угостителските услуги во мај 2024 година, во споредба со април оваа година, е зголемен за 0,3%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Споредено по групи на услуги, зголемување забележано во групите храна за 0,4%, алкохолни пијалоци за 0,5% и безалкохолни пијалоци за 0,6%. Индексот на цените на угостителските услуги во мај 2024 година, во однос на истиот месец од претходната година, е зголемен за 5%. Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги во периодот јануари-мај 2024 година, во однос на истиот период од минатата година, е зголемен за 5,9%, соопшти Државниот завод за статистика. Охридски Ферплей шампиони во детската лига на Фудбалската федерација на Македонија за сезона 2023-2024 година. Ферплей е првиот охридски клуб во фудбал и во екипните спортови кој станал првак. Фудбалската школа Ферплей од Охрид стана државен првак на Македонија во детски фудбал за генерација 2015 година. Викендов на тренинг центарот на Фудбалската федерација на Македонија се одигра финалниот турнир од детската лига за сезона 2023-2024. Во учество на 96 екипи регионални победници и повеќе од 1500 фудбалери на возраст од 7 до 13 години беа одиграни 96 надпревари, пошто беа добиени шампионите во 6 надпреварувачки категории во детската лига. Охриѓанчињата од Ферплей се прваци во категоријата генерација 2015. Тие на завршниот турнир извојуваа победи над Парк Сити, Шкендија од Тетово, Тиквеш од Кавадарци и над екипата на Кул во финалниот надпревар. Индивидуално признание од завршниот турнир понесе Јустин Устијановски од ФК Ферплей, кој беше прогласен за најдобар голман. Ферплей е првиот охридски клуб во фудбал и во екипни спортови кој станал државен првак. Фудбалската школа ја водат тренерите Маријан и Игор Настовски, тренерскиот тим го сочинуваат уште и Сања Митреска и тренерот на голмани Павел Ристески. Ново детско игралиште и во Велгошти. Деновиве заврши изградбата на ново детско игралиште во дворот на училиштето Живко Чинго во село Велгошти, во делот каде што е сместена детската градинка. Игралиштето е премено со најсовремени реквизити за забава и гумирана подлока согласно безбедносни стандарди, информира градоначалникот Пецаков. Средствата за изградба на игралиштето се обезбедени од буџетот на општина Охрид. Акција за подигнување кабаст и зелен отпад на улиците Аба Семен и Железничка. Јавното предпријатие Охридски комуналец ги известува граѓаните дека во четврток, 6 јуни, ќе организира акција за подигнување кабаст и зелен отпад од реонот опфатен со улиците Аба Семен и Железничка. Граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 6 јуни и преходно локацијата да ја пријава на дежурниот телефон 075 495 428. Отпадот треба да е уредно оставен на контењерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Да погледнеме кои вести беа денеска актуелни во светот.
Големите болници во Лондон прогласиле критичен инцидент по сајбер нападот што се случил вчера, а резултирал со откажување на операциите и губење на трансфузиите со крв. Како што јавува BBC, 5 болници морале да ги откажат сите специјалистички кардиоваскуларни и пулмолошки прегледи, поради неможноста за пристап до податоците на британскиот јавно здравствен систем. Засегнатите болници и провајдери соработуваат со Синовис, компанија која обезбедува лабораториски услуги на Националниот здравствен сервис. Компанијата во вторникот соопштила дека била погодена од напад со откупен софтвер кој влијал на сите нејзини IT системи, што резултирало со прекини на многу од нивните патолошки услуги. Ерупција на еден од најактивните вулкани на Хаваите. Опасност од вулканска магла во воздухот, соопштила обсерваторијата за хавајски вулкани на Американскиот геолошки институт. Ерупцијата е во област во рамките на Националниот парк на вулкани на Хаваи, која е затворена за јавност од 2008 година поради опасност од пукање на земјиштето и лизгање на камењата. Примарна опасност за време на ерупциите на вулканот е тоа што тој испушта вулкански газ, кој реагира со атмосферата и создава вулкански смог или магла. Според обсерваторијата, маглата може да биде опасна по здравјето на жителите и посетителите, да ги оштети растенијата и да влијае на добитокот. Вулканот Килауеа последен пат еруптирал во септември минатата година, по ерупцијата во јуни 2023 година, која траела неколку недели и правила фонтани од лава. Вооружени напаѓачи ја убиле градоначалничката на град во Мексико само неколку часа откако земјата го прослави изборот на Клаудија Шејнбаум за прва жена председател на нацијата. Јоланда Санчес била застрелана во градот Котиха, со кој управувала од септември 2021 година и била првата жена што била избрана на таа функција. Локалните медиуми наведуваат дека таа била застрелана 19 пати и починала во болница веднаш по нападот. Во престрелката загинал и нејзиниот телохранител. Властите не соопштува детали за убиството, во тек е специјална операција за фаќање на сторителите. Банкноти со ликот на кралот Чарлс III оденес во оптек во Велика Британија. Неговата слика ќе се појави на новите банкноти од 5, 10, 20 и 50 фунти издадени од Банката на Англија. Постојаните банкноти со ликот на Елизабета ќе продолжат да циркулираат. Банкнотите ќе се печатат само за да ги заменат оние кои што се оштетени или за да се задоволи зголемената побарувачка за пари. Политичар од крајно десничарската партија Алтернатива за Германија бил нападнат со нож во западниот град Манхаим доцна вчера, објавила агенцијата ДПА. Мажот е повреден, а насилникот е приведен. Полицијата во Манхаим само потврдила дека е извршена полициска операција, но соопштила дека во текот на денешниот ден ќе има повеќе детали. Според локалниот огранок на АФД, инцидентот се случил вчера во близина на локалниот пазар. Кандидатот на АФД бил избоден со нож откако се соочил со некој што кинел изборен плакат на партијата. Инцидентот доаѓа 3 дена откако германски полицаец беше избоден до смрт во истиот град минатата седмица на антиисламски митинг. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.